150.000 предмети годишно за побарани и ненаплатени комунални услуги, како што се вода, струја и телефонија, се очекува да се намалат со новата вонсудска постапка предвидена во новиот закон за извршители. Првиот човек на комората на извршители Зоран Петрески објасни дека со оваа измена се предвидува во определен период пред да бидат тужени извршителите да ги повикаат граѓаните и да им објаснат какви се последиците доколку не го платат долгот. Извршителите ќе ги повикуваат граѓаните во рок од 15 дена да дојдат во канцеларијата на извршителот и да го платат долгот. Во тој момент имаат минимални, односно незначајни трошоци или пак да донесат доказ дека истојот е платен или да донесат доказ дека се корисници на социјална помош со што ќе бидат ослободени од извршување и така натаму. Изготвувањето на предлог законот траеше цели 4 години и содржи низ за измени кои треба да ја олеснат работата на извршителите, адвокатите и судовите. Извршителите добиваат јасни и прецизни одредби и заштита во одредена мера. Стручната јавност е скептична дека овие измени ќе може да почнат да важат од август, бидејќи рокот е краток. Неговата примена требаше да биде одложена, ова е одложена барем, ако не за една година, барем најмалку за 6 месеци, за да има време да се припремат сите нормативни акти, како подзаконски акти, како што треба да се припремат, и за да има време не само да се припремат, него тие да се проучат и посебно да се остави доволно време да се проучи законот кој што е донесен. Од август, кога стапува на сила законот за извршители, по приговори повеќе нема да одлучува претседателот на судот, туку за тоа ќе има специјализиран судија.